иницијативата дојде после трагедијата во Кочани, ги слушнав јас лично раководството на партијата, барањата, апелите на граѓаните, и тоа е нешто што сите ние многу добро го знаеме, дека граѓаните не сакаат да гледаат дневно-политички препукувања, туку навистина нешто суштински да се случи за да тргне земјата напред, а за таа работа на многу ниво е потребна заедничка работа на практично сите политички чинители. Прво мора да кажам дека ми е многу жал што одредени политички партии ги одбија иницијативите, па дури сакаат да дадат една етничка димензија на целокупната таа иницијатива и средба која што имавме со примерот. Суштината е да се работи заедно на реформската агенда, која што значи зајакнување во одредени 7 до 8 области на сфери кои што понатаму, кога искрено се надам ќе дојде и тоа време, а искрено се надам дека ќе биде што побрзо, се отварат и поглавијата, ќе ги припреми тие области да може полесно да бидат усогласени со европското законодавство. И во тие 7 сфери на место приоритетно е на правосудството. И тука точно знаеме што треба да се направи, кои закони да се донесат. Крајниот временски рок според потпишаниот план за раст реформската агенда на законите за правосудство е јуни 25 година, сега за 2 месеци, а ниту еден закон не е поднесен во собранието. Затоа мојата иницијатива како претседател на Националниот совет за евроинтеграција во парламентот беше да ги прошириме нашите првовидици, да ги надминеме суетите, да го организираме и граѓанскиот сектор, универзитетите во тие сфери и да сите заедно работиме на тој план. Така да во однос на прашањето дали ќе предложиме и во други области, да, во сите области во кои што имаме закони од реформската агенда, а во однос на тимот за правосудство, покрај подпредседателката и уште една професорка од правниот факултет, после првичниот коментар на министерот за правда, кој што не знам на што се темелеше, веројатно некое дневно политичко препукување, во текот на вчерашниот ден стигна предлог за средба и таа денеска е закажана и е веројатно во тек, ако не е и веќе завршена, така да у текот на денот ќе информираме јавноста како поминала. Сепак еден систем кој што треба да го воспоставиме. Дали тоа ќе биде работна група, дали ќе биде, јас би сакал сите партии да се вклучат во тие работни групи, за да сите дадеме придонес во спроведувањето на реформската агенда.